И, драги мои, еве сме повторно назад во студиото со темата што ви ја најавив дека ќе ја обработиме. Високиот крвен притисок е многу честа здравствена состојба која што треба да се смета за една сериозна прекриена закана за здравјето. Уште се нарекува и тивка болест, затоа што не предизвикува забележливи симптоми или предупредувачки знаци, се додека не се развијат компликации. Покачениот крвен притисок, кој се означува со терминот хипертензија, го зголемува ризикот од кардиоваскуларните заболувања, мозочниот удар, па дури и проблемите со бубрезите. Токму на оваа тема ќе поразговараме со мојата денешна гостинка за тоа што доведува до покачениот крвен притисок, дали може некако да се превенира, како може да се лекува и како може да се заштитиме пред се. Чест ми е да ви ја представам и оваа среда кај нас во студиото, господја Сашка Денковска-Петковска. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Моето име е Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација, доаѓам од Куманово, родител и сопруга. Сашка, да почнеме веќе со нашиот разговор. Ова представува еден проблем кој што зема се поголем замав помеѓу популацијата. Што всушност представува висок крвен притисок или хипертензија? Вака, високиот крвен притисок или хипертензија е најчесто кардиоваскуларно заболување во индустриализираните градови. Всушност, крвниот притисок е силата со која крвта ги притискат зидовите на артериите. Ние со мерењето на крвниот притисок добиваме две вредности. Првата е повисока и се нарекува систолен притисок. Тоа е всушност силата на срцето. Втората вредност значи е пониска и се нарекува диастолен притисок. Тоа е притисокот на крвта во артериите. Многу често, значи, притисокот расте од 90 со 60, кога кај малите дечиња до 120 со 80 кај возрастна здрава популација. Меѓутоа, често се случува и притисокот да биде многу повисок од тоа. Значи, ако повеќе од 2 пати се измери притисок 140 со 90, значи во тој случај зборуваме за покачен крвен притисок и пациентот или личноста треба да се обрати кај својот матичен лекар и да се премине со терапија. Може да се, бидејќи високиот крвен притисок покрај тоа што ги оштетува крвните садови, може да го оштети срцето, мозокот, очите. Многу пациенти не се ни свесни дека имаат покачен крвен притисок. Затоа треба да се прави редовна контрола, за да се посебно кај популацијата над 50 години и тоа да се контролира на некој начин, бидејќи крвниот притисок може успешно да се контролира. Кои се причините? Многу луѓе се запрашуваат што е она што всушност доведува до висок крвен притисок? Причините може да бидат повеќе. Бубрежната хипертензија е најчеста причина за висок крвен притисок, потоа диабетесот, стресот, дебелината, исто така влијание на некои хормони, како тироидните хормони, надбубрежните жлезди што лачат хормони, сето тоа може да влие на покачување на крвниот притисок. Секако, пред да се пристапи кон терапија, лекарот прави подетална анализа на крвната слика каде што испитува повеќе параметри, како што се, например, креатинин, уреа, серумски калциум, триглицериди, холестерол и врз основа на тие анализи ја поставува соодветната терапија за пациентот. Кои се симптомите, односно каква е симптоматологијата? По што може да приметиме, бидејќи самите рековте дека не мора да значи дека ќе даде конкретни некои знаци хипертензијата? Најчесто хипертензијата и нема видливи знаци, меѓутоа ако се појават, тоа се јавува како главоболка, болки и стегање во градите,
потење на рацете, замор, често мокрење, значи тие се почестите симптоми кои што се јавуваат при покачен крвен притисок и во тој случај пациентот треба да се обрати кај својот лекар. Така. Доколку сакаме да ја дефинираме хипертензијата, како што рековте на самиот старт, потребно е да ја класифицираме. Се класифицира во неколку групи. Кажете ни за кои станува збор. Па така, има повеќе начини на лечење, на класификација. Конвенционалната медицина, значи таа пред се целта е да се намали крвниот притисок до одредена вредност која што се смета за нормална, како што ја спомнавме пред малку. Тука се користат, првин се пристапува кон со диуретици, значи тоа се препарати за измокрување. Јас ќе ги спомнам само групите на лекови кои што се применуваат при хипертензија. Значи тука лекарот избира дали бета блокатори, адренергични блокатори, блокатори на калциумови канали, вазодилататори. Значи сите тие се групите на лекови кои што лекарот, специјалистот, значи интернист или кардиолог ги применува за одреден пациент. Сега алтернативниот начин на лекување, значи е помош на конвенционалниот начин на лекување. Тука спаѓа, значи со релаксација, значи со масажи, со опуштање, исто така влие во намалувањето на крвниот притисок. Така. Ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе се вратиме да видиме за тоа како се лекува хипертензијата. Одиме со музика.
Еве сме повторно назад и да продолжиме со разговорот. Рековме дека постои конвенционален и алтернативен начин на лекување, но некако морам да кажам, барем и мислењето на самите луѓе си почесто е дека веќе мора да признаеме се осврнуваат на кај она лекување со лековити билки, со чаеви. Што мислите вие за тоа? Колку е тоа веродостојно? Така, меѓутоа, препаратите препишани од лекарот во никој случај не смее да ги прекине пациентот. Алтернативниот начин на лекување само може да биде дополна на конвенционалниот начин на лекување. И во никој случај може да има тешки последици во случај ако ги прекине препаратите препишани од лекар. Точно е дека и некои лековити билки помагаат при хипертензија, како што е, например, црвениот глок. Тој влие во регулирање на работата на срцето и за хипертензија. Исто така, лукот и кромидот имаат влијание во намалување и олабовување на крвните садови. Тие чаеви од тие препарати можат да помогнат при намалување на крвен притисок. Исто така може да се во некои случаи земи чајот валеријана, значи таа го опушта и го намалува стресот, со тоа го намалува и крвниот притисок. Меѓутоа во никој случај не смее да прекине со препарати кои што се препишани од лекар. Така, сепак може да се каже дека тие две работи одат заедно. Одат заедно, алтернативната точно. само припомага на конвенционалната. И пред се, како што рековте, се во мозокот на човекот психички го опушта со тие своји својства. Одиме понатаму. Како исхраната може да влијае? Некако се почесто и лекарите велат хипертензија, па припазете на исхраната, па не внесувајте тоа, не внесувајте. Хајде сега вие кажете не како исхраната влијае, што треба, што не треба. Па така, исхраната има големо влијание при хипертензија, значи пациенти со висок крвен притисок мора да внимаваат што јадат, исто така и да внимаваат што пијат. Се препорачува на тие пациенти да избегнуваат препарати, да избегнуваат храна која што содржи соли и масти, а исто така им се препорачува многу овошје, зеленчук, житарици. Исто така, витамини и минерали се многу битни, особено калиумот, затоа се препорачува кај тие пациенти 3000 до 4000 милиграми дневно внесување на калиум, а тоа секако дека ќе го внесе со земање на банани, патлиџани, значи тие содржат големо количество на калиум. Исто така и некои житарици, уревите, мешункасти плодови, темно-зелен зеленчук, како што е грашокот, исто така содржи калциум, магнезиум, кој што помага при хипертензија, значи не го оптоварува организмот со тешка храна, со масна храна, која што дополнително влијае на покачување на крвниот притисок. Значи, исто така и мора да внимавате што пијат, посебно кафето во некој случај за кратко време и го покачува притисокот. Мора да внимаваат да не внесуваат алкохол. Алкохолот влијае на покачување на крвниот притисок. Внесување на солени препарати, исто така солта го покачува крвниот притисок, така да тие пациенти мора да го сменат начинот на исхрана и со таа мала промена што ќе го сменат режимот на исхрана многу ќе допринесат за регулирање на крвниот притисок. Така е, сега самата хипертензија или високиот крвен притисок, свесни сме дека знае да направи многу компликации. За кои вие од една стручна медицинска гледна точка ќе ни кажете какви компликации тука се во прашање? Па така, значи како што кажавме, може има многу пациенти со висок крвен притисок имаат многу поголем ризик од мозочен удар, срцеви удари. Исто така ги оштетуваат бубрезите, очите ги оштетуваат и тоа е многу може да биде со тешки последици, значи доколку не внимаваат или не се придржуваат на советите и препаратите од лекарот и фармацевтот. Така. И она што најмногу не интересира,
превенцијата. Дали може некако да се превенира хипертензијата? Секако дека хипертензија значи може успешно се контролира, така да со превенција би сакала, како што спомнав и досега, со земање на препарати доколку се препишани од лекар, редовно нивно земање, исто така физичката активност помага. Ако се пушачи, значи редно време е да престанат да пушат, бидејќи тоа исто така влие на крвниот притисок, стресот, значи да се како да кажам, со мало Да се ублажи некако на така, начин. да се ублажи стресот, сето тоа може режимот на исхрана, сите заедно ќе допринесат за да се регулира и успешно да се лекува. Значи крвниот притисок може да се контролира многу успешно. Така. Сега, вие меѓу останатото да напоменеме за оние кои што не слушнале, не обратиле внимание на тоа дека вие сте и собственичка на Кајзер аптеките. Па кажете ни кај вас, веројатно претпоставувам дека може да се најдат апарати за мерење на крвниот притисок. Дали се веродостојни? Колку луѓето треба да се осврнуваат на тоа? Секако дека има апарати за мерење на крвен притисок, кои што нели позади секој нив стои фирма која што гарантира за нивниот квалитет. Исто така можат да се обратат за било каков совет. Во аптеки Кајзер тоа е, тука сме на располагање, значи 365 дена, секој ден можат стручно медицинско лице, фармацевт ќе им објасни за се што за сите информации што им се потребни. Така. Ти благодарам, Сашка, што и овој ден одвои еден мал дел од твоето време за да ни помогнеш да ја обработиме оваа тема и да ја доближиме некако до нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Така. И вам ви благодарам, драги гледачи, што не следевте. Значи, во секој случај подобро да спречиме отколку да лечиме. Обратете особено внимание за оние кои што се уште немаат проблем со хипертензијата на последното прашање кое што го одговори мојата гостинка. Сега постојат меѓу останатото, да не кажеме, онаа современа технологија, книги, излегување, прошетки. Релаксирајте се и сметајте во секој случај дека животот е убав. Имајте убав ден, добро расположение и останете со нашата програма.